Македонија нема никаков напредок во борбата против корупцијата, го злоупотребува инструментот европско знаменце, има низа скандали во правосудниот систем, прави измени на кривичниот законник кои не се во насока на борба против организираниот криминал, жешка шлаканица од Брисел за владата. ТВ Алфа од извори во Брисел стигна до извештајот за напредокот на Македонија ден пред неговото официјално објавување. Во него скоро да не постои област во која Европската комисија не забележала стагнација или уназадување, иако власта секојдневно ја убедува јавноста дека посветено работи на така наречената европска агенда. Не беше постигнат никаков напредок во борбата против корупцијата. Корупцијата станува распространета во многу области и е загрижувачко прашање. Се зголемија одложувањата на судењата на случаите на корупција на високо ниво, што резултираше со истекување на рокот на застареност на некој случај. Европската унија посебно ги нотира и измените на кривичниот законник по брза постапка, со злоупотреба на европското знаменце и без никаква јавна дебата. Максималните законски казни за конкретни кривични дела поврзани со корупција беа намалени, што имаше импликации врз примената на застареноста и влијаеше на голем број тековни случаи на корупција на високо ниво. Ова ја попречува способноста на властите да ги истражуваат и гонат таквите прекршоци во иднина. Ова е прашање на сериозна загриженост. За правосудниот систем, извештајот се осврнува на судскиот совет, за кој пишува дека контроверзното разрешување на претседателката на судскиот совет создава загриженост за политичко мешање. Во документот детектирани се и други бројни политички мешања и скандалозни одлуки на судовите. Генерално нема напредок во заекнувањето на судската независност и подобрување на правната рамка за заштита на основните права. Во документот меѓу другото стои дека нема напредок во спроведување на изборните реформи и препораките на ОПСЕ ОДИХР, дека сивата економија останува сериозен проблем, а нотирана е и загриженост поради договорот склучен во 4 очи за изградба на автопатите од коридорите 8 и 10Д.